Пратеничката група на Европскиот фронт достави до собранието предлог закон за измени и дополнување на законот за правосуден испит. Пратеничката од ДУИ Ирина Ајдари оцени дека одбивањето на испитот да се полага и на албански јазик не само што ја нарушува јазичната и правната еднаквост, туку директно ги подрива темелите на уставниот поредок и меѓуетничкиот соживот. Според неа, министерот за правда се става над уставот, над законот, над владата и над сите други институции во државата, со што сериозно ги нарушува принципите на правната држава. Për këtë arsye, ne si grup parlamentar sot kemi dorëzuar në procedurë propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për provimin e jurisprudencës, me kërkesë që provimi të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe, propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për noterin, si dhe propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për përmbarim. Првиот заменик председател на владата Беким Сали, запрашан за одбивањето на министерството, изјави дека законот за правосудниот испит, кој е во сила од јануари 2020 година, има недостатоци бидејќи не прецизира на кој јазик треба да се полага испитот. Сали истакна дека го поддржуваат барањето на студентите албанци по право, испитот да може да се полага и на албански јазик. Ka një defekt në ligjin, i cili nuk ka precizuar gjuhën në të cilën duhet të jepet provimi i jurisprudencës, dhe këtë defekt do të mundohemi ne tash ta përmirësojmë apo ta precizojmë, për arsye se siç duket Ministria e Drejtësisë nuk është e gatshme ta respekton kushtetutën e vendit, e cila nënkupton gjithçka që është mbi 20% e popullsisë në vendin tonë duhet të respektohet gjuha amtare, që nënkupton gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare dhe është e drejtë çdo juristi apo të diplomuarit të provimin e jurisprudencës të jep në gjuhën amtare të tij, në gjuhën shqipe. Këtu do ta përsëris edhe një herë qëndrimin e Vlenit se jemi pro kësaj kërkese. Народниот правобранител отвори предмет во врска со одбивањето на барањето на студентите и најави дека случајот ќе го разгледува и по сопствена иницијатива, преку анализа на законот за употреба на јазиците и постапките на Министерството за правда. Од канцеларијата на Народниот правобранител е упатен повик до сите лица кои поднеле барања до Министерството да се јават и кај Народниот правобранител. Во поддршка на иницијативата на студентите, амбасадорот на Албанија во Македонија Денион Мејдани на социјалните мрежи сподели фотографија со надписот "Зборувај албански од ти". Инаку од Министерството за правда одбивањето на барањето на студентите го образложија со објаснување дека правосудниот испит не може да се полага на албански јазик, бидејќи служи како тест за активно познавање на македонскиот јазик.